Со мене во студиото е колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. Еве вака, мислам дека след деновите што следат, а веројатно и неделите, јас малку и со Александар Сабајле поразговаравме, сега веќе, Дејан, ние знаеме како изгледа тоа кога за жал почнуваат војни. Во првите денови има истории за загинати цивили, со име и презиме, трогателни, приказни и така натаму. Сега ќе дојде на фаза кога веќе ќе нема поединечни истории, туку ќе се бројат само бројот на жртвите кои ќе изнесуваат во многу поголеми бројки од она што... За да на крај стане рутинско известување од источниот фронт. Да, и се чини дека и од она што се случува ноќеска и од она што се најавите, дека сме во фаза кога ќе ескалира кризата. Но ајде едно резиме за тоа што се случуваше ноќеска, па ќе поминеме и на меѓународен во Украина, а ќе поминеме и на меѓународен план да видиме бидејќи се случија некои важни настани да ги прокоментираме. Ако судиме според најавите, 8-миот ден од рускиот напад врз Украина треба да донесе некаков обид за преговори. Денеска е закажана нова средба на украинската и руската страна, втора, значи пред некој ден беше прва, сега е втора, каде двете делегации, за разлика од првото место, сега ќе бидат на белоруско-полската граница. Руската армија од утринава почна да прави безбедносен коридор за да може украинската делегација да излезе од Киев, се разбира. Руската страна е веќе таму, да видиме што точно се сменило овие 3 дена и дали можеби ги ревидирале своите барања и позиции двете страни за да се сопре војната. Она што се гледа на теренот и она што е реторика, ни најмалку не упатува на тоа. Зошто? Бидејќи и натаму продолжуваат бомбардирањето на руските градови. Од друга страна, украинското раководство и натаму излегува со едни бомбастични изјави дека руската армија губи на сите фронтови, дека дошло до рускиот воен план кој предвидувал акцијата на запоседнување зборот. Украина ќе заврши на 6 март, меѓутоа тие го фатиле тој воен план и поради тоа Русија не успева ништо да направи на теренот. Од друга страна има и шпекулации. Украинската страна вели 7000 загинати руски војници, руската армија вика 500 загинати војници. Значи продолжува она што можем да го видам на теренот, воопшто не ми делува дека работат оди на подобро, но според иницијативата, еве, преговорите денеска, пошто полошата варијанта беше да нема веќе преговори, и второто што успеав да го видам ноќеска на овие медиуми кои не се исклучени, значи западните медиуми, каде што државниот секретар Блинкен излезе според мене со една оптимистичка, да кажеме, иницијатива, тоа е побара од Русија да ги прекине војните действија, но и ја праша дали може да ги запре војните действија за да може да седнат на преговарачка маса. Тоа ми е веќе посериозна иницијатива, бидејќи Соединетите Американски држави како велесила и како држава која има тежина во својата дипломатија, им понуди на русите на некој начин да седнат на преговарачка маса, што е прв пат за овие 8 дена, што ми ветува дека еве и двете страни, да кажеме, се свесни дека она што е најважно во моментов е да запре крвопролевањето, бидејќи бројките, жртвите и овие уривања што се случуваат се на ниво на Втора светска војна, ми се чини. Значи останува една иницијатива, но од друга страна руската армија продолжува да ги прави оние маневри воени, ние не сме воени експерти, меѓутоа за многумина и воени експерти, ние што не сме, ние чудна целава оваа ситуација, сите очекувавме руски блицкриг, но Русија некако се развлече. Дали е тоа неуспех на бојното поле, дали е тоа успех на украинската армија, дали е тоа руска војна тактика, тоа ќе покаже времето на реден период. Да, веројатно ќе има многу прилики кога се надеваме што поскоро заврши овој целиот воен таму хаос, ќе видиме како тоа ќе се изанализира. На меѓународен план се случија неколку важни работи вчера. Прво беше гласањето на резолуцијата во Обединетите нации за итно повлекување на Русија од Украина, за која од 193 членки гласа 141 за, 35 воздржани и 5 против. Белорусија, Северна Кореја, Русија, Еритреја и Сирија. И Сирија, добро. Овие беа воздржани, Кина, и Белорусија, рековме, да, извини. Да, тоа е едно приличен, како да кажем, дури малку неочекуван висок скор против ова што се случува во
во Украина и дипломатските и политичките коментатори велат и без разлика што дури и Индија беше воздржана и Кина и така натаму, дека сега Русија се наоѓа политички на меѓународен план прилично изолирана. Дали тој притисок врз Путин има некаков ефект, дали тоа може да доведе до можеби прифаќање на некакви преговори, разговори и така натаму, малку по-забрзано отколку што пред да настане она тотално разрушување кој што можеби ќе следи? Ми се чини дека огромниот притисок кој го доби Путин, кој се најде дели во напикан во ќош, како што се вели народски, веројатно беше проценката дека тоа може да предизвика уште поголеми потези, кои може да бидат и очајнички потези, ајде фигуративно да го оцениме. Повторно ќе кажам од почетокот на разговорот. Ми се чини дека оваа иницијатива на Блинкен ми дава некој оптимизам, значи и тие гледаат дека да, Русија треба да биде казната бидејќи агресор во нивната перцепција, во перцепцијата на целиот свет. Велам како ги цитирам нив, но од друга страна не ги затвараат обидот да се седнат на преговарачка маса. Бидејќи, да не се лажеме, една е тежината украинската страна и Белорус и руската страна, а друга е тежината на високо ниво, да кажеме Лавров и Блинкен, или потоа да се направи она подготвителна средба на Бајден и Путин. Но сашто јас неколку дена тоа го зборувам, тоа е мој личен впечаток, не знам како после онаа квалификација на Путин, дека она што го гледавме изминатите денови од големи политичари, Путин ќе може да се врати на некои такви преговори, зборувам како политичар, но и како утре ќе биде прифатен, пупу не важи што рековме за тебе, сега си умен, сега ќе се дружиме пак. Ми се чини дека Путин, според моја некоја проценка, веќе ја завршил таа политичка кариера, тој дел на политичка кариера, што и да биде понатаму. Дали ќе продолжи политиката на Русија во манирот на Советски сојуз, освојуваме и ние гајле за се, како што правеа некогашните политичари. Се плашам дека светот е денеска многу по интерконектиран и сврзан, и дека тој тип на ќе правиме што сакаме на никого веќе не може, почнувајќи од американците па надолу. Но се плашам и дека и русите веќе не се оние руси, тие не се подготвени денеска да се откажат од некои вредности, да кажеме ајде западни, и со коцка шеќер и црн леп да го поминат денот, да. Како советите, значи сменети се работи. Тие времења завршија и мислам дека добро, очигледно е дека се прави еден голем притисок, меѓународен бичи следното што би се правило би бил воен притисок, а од тоа сепак се надеваме дека нема да дојде, бидејќи тоа би била ескалација многу голема. Вчера 38 земји поднесоа и како се вика кривична пријава до меѓународниот кривичен суд во Хаг, каде што се бара да се отвори истрага за делувањето на Путин во однос на оваа цела инвазија и така натаму, и тоа е претпоставам дел од некаков притисок, но ќе се завртат овие, како да кажем, механизми кои што потоа понекогаш и тешко да ги сопрете, бидејќи тоа еднаш кога ќе тргне, еве ги гледам ова море од санкции што се прават за Русија, а кои што имаат за цел да направат притисок и во самата Русија околу што е нормално, тоа потоа не знам колку време ќе треба за да се сопре и да се врати во некоја нормално. Затоа велам, и на иницијативата на Блинкен, пак ја кажувам, ми е една од прво онаков оптимистички сигнал на Западот дека нема сега да ја казнува Русија како него туку е подготвена, ајде да седнеме да видиме кои се па вашите барања. И на крајот не е лошо да ги спомнеме, не е лошо, туку е неопходно да ги спомнеме и бегалците, бидејќи освен што ќе растат цифрите на загинати, повредени, и тоа ќе биде за жал многу лоши вести како што тргнал работеве наредниве денови. До сега се негдека околу 1 милион бегалци регистрирани. Предпоставам дека проценките говорат дека тоа може да оди до 5 милиони во она што е за бегалците, она што е за бегалците, јас морам сега моја теорија да кажам. Тоа се луѓе кои бегаат од воениот конфликт. Не се луѓе од разрушени домови кои треба да бидат, значи повеќето имаат и семејства во соседна Полска и Словачка и Унгарија, како веќе се гранични крај. Европа, да. Што Украина е една од земјите кои што има голема емиграција. Мислам, има голема диаспора, и таа се диаспора, како и сегдека, ние ќе се вклучиме за некои минути со колешката Елизабета Спасеновска, и тука има украинска емиграција, така што овој бран е тој, сега да кажем, бран кој што главно жени, деца и постари луѓе,
кои што имаат роднини, големи семејства и низ Европа. И ми се чини што... дека мораме сега за волја на вистина да кажеме дека Русија некако овие 8 дена внимаваше како делува за да има помалку цивилни жртви и отвараше коридори тие да се тргнат за да можат полесно да го исчистат теренот од дури војска. повика да што е мораме да кажеме сега и позитивна работа. Сачу она што сакав да го кажам само за на крај, а не можам да го тргнам во оваа цела анализа. Ситуацијата е таква каква што е, но имаме нови моменти у смисол на Грузија. Грузија вчера побара, тоа е она исто поранешна Советска република, која 2008 година беше првата жртва на рускиот напад поради нејзините аспирации за членство во НАТО. Тие сега бараат членство во Европска унија. Сакам нешто да поврзам. Оваа страна на Киев, односно украинската, во преговорите со Русија се обиде да го замени барањето за членство во НАТО со барање за итно членство и ден прием во Европската унија. Не знаеме кој е рускиот став, но се смета дека тоа е еден трик според Москва, бидејќи доколку влезат по овие држави во Европска унија, а има најави за утре да се направи во догледна иднина иницијатива која ти многу подобро од мене ја знаеш, европски воени сили, Москва повторно тука гледа некаков вид на воена, би рекол сега закана. Не влегувам во економијата, не сум многу стручен. Така да не знаме како ќе испадне. Дере, во суштина се поставува прашањето зашто само Русија не сака да стане членка на Европската унија. Зашто само Русија сака да живее како држава, како остров во европскиот континент и зашто сите кои што се околу Русија сака да одат каде било, само не со Русија. Тоа прашање кога во Москва би си го отвориле и тоа не е сегашно прашање, тоа е прашање со децении назад, може би побрзо би нашли одговори, бидејќи единствено со тенкови и со енергија не може да се шири симпатии помеѓу своите соседи. Сите нејзини соседи сакаат да се одделат од Русија, па по цена и со овие ризични, да кажем, планови НАТО и така натаму, но одговорот на Европската унија, да се вратам на ова што го говориш, е дека да, поднесени се барањи, веројатно денеска ќе има и од Грузија, вчера беше и украинското барање, на тоа сега како поддршка политичка, морална, хуманитарна и така натаму во Европската унија се гледа со комплименти, но тие процедури ќе траат со години. Но бавната администрација во Брисел ќе победи на крај, како и секогаш. Ако една Црна Гора води со години преговори, да не кажем Македонија е кандидат за членство, валда 20 години, колку ли сме веќе, 15-тина, тогаш што се останува за една огромна Украина, особено после ваква. Но Грузија, јас и ти анализиравме изминатиот период што ќе се случи доколку нели во војната помеѓу Западот и Русија, нормално е легитимно Западот да ги подбуцне останативе, да ја разлече Русија. Што ќе се случи доколку мора да интервенират и во Грузија? Веќе ќе имаат проблем. Ова барање во Европската унија на Тбилиси и на Грузија, така го гледам, или е обид за нова дестабилизација, или може би овие држави сакаат на мала врата да искористат ова што Украина, ако ја примат, па дај примете и на нас. Од пред 7 дена од агресијата на Русија врз Украина, светот повеќе не е ист. Тоа е сигурно, особено европскиот континент, и ќе видиме како тој и каде ќе се развива. Сигурен сум дека ќе има и иницијативи, како што и коментираме, за што побрзо да се разрешат тие проблеми, но дали ќе се успеат, тоа ќе видиме.